Поздрав си. Не. Можем ли се застанем? Централна караванна коалицията за правда. Си разговаряме с Радово, да презентираме програмата, делеме флаери и така нататък и слушаме и нивните сюжести, размислувания за селба ще се случва сега в Република Македония около настапите на политическите партии. Сакам да нагласам дека коалицията за промени правда, според тоа што секојдневно сме во комуникација со граѓаните, да ужива огромна поддршка. Ние като коалиција да се бориме да освоиме 63 пратеници. За нас се доволно 20 пратеници со цел да го практично демонтираме овој еднопартиски пред се криминален систем. Сигурни сме дека на 11 декември ќе падне режимот, дека ќе се случат промени во Република Македонија. Ние се залагаме за системски промени, со кои што во прв степен ќе одговорноста на секој носител на функција, а премиерот на министрите, тој систем да функционира по автоматизам, значи имунолошкиот систем на државата во целина да функционира секогаш кога треба, без партиско влијание, без обструкции на партиите, кога треба да понесат одговорност тие што ги водат партиите. Значи на Република Македонија не е потребно една партија, еден човек да владее, да има моќ и на извршната, законодателната и судската власт. Затоа тие како коалиција составена од повеќе партии, граѓански асоциации, сметаме дека треба да има промени и сигурни сме дека режимот ќе падне. Тоа е нашиот слоган со кој што водиме во оваа кампања и затоа повикуваме сите граѓани што сакат да се сменат работите, што сакат после 11 декември да има стабилност, да има услови за економски развој, да има услови за младите да останат во Република Македонија да гласат за промените. Ние ги повикуваме сите граѓани да гласат за сите опозициони политички партии. Независно кој во каква коалиција е вклучен, се разбира дека ние сме коалиција кој што претендираме на поголемо гласачко тело, се со цел да имаме влијание во носењето на клучните одлуки во парламентот и се залагаме за тоа да се формира владен кабинет составен од огромни професионалци, од луѓе кои што имат искуство, честни, кои што имат морален кредибилитет. Отворени сме за соработка со сите опозициони политички партии кои што бидат застапени во парламентот, заедно да го формираме тој кабинет. Околу економската програма, гледам денови дека сите политички партии градат одредени луѓе од коалицијата за промени правда, добра е нека презима, важно е дека тие се определби во програмата кои што се прифатливи и за граѓаните и за другите политички партии. Да се прибегуваме позабрзан економски развој, затоа сметаме дека може да се извадат над 800 милиона евра од буџетот, да бидат тие пари наменети за економски развој. Прибегуваме 2% од буџетот на Република Македонија да бидат наменети пари за проекти кои што ќе бидат на младите кадри. Се разбира дека ако се создадат услови за отварање на нови работни места, ако се вгодне буџетот, во такви услови ќе се постојат можности ќе има пензијата да изнесува минимум 200 евра, но платите да бидат најмалку 300 евра. Тоа проекција го должиме на граѓаните затоа што тие странски компании кои што инвестираат во Македонија, тие стартираат вработените, дават плата од 150 евра, што е најбитно при донесите го плаќат другите вработени, вклучително тие што се во текстилната индустрија, кожарски и други индустрии кои што некои им сплаќат по 100 евра плата, а сега тие финансираат страските компании да ги плаќаме тие интересни за нив. Продолжуваме за нашата стратешка поделба на Македонија, национален стратешки интерес, Македонија да биде членка на НАТО и на Европска унија, и тоа ние тврдиме дека можеме да го направиме без да го промениме нашето уставно име и на Македонија. Продолжуваме и бројни други работи, но клучна работа што е видуваме како партии, како Демократски сојуз, како коалиција за промени правда, тоа е робусна борба против корупцијата, криминалот и затоа имаме посебен проект. Тоа е проект Декли, со кој што објавуваме војна
од 11 практично добува војна дека се води робусна војна против сите, рискува законите кои што се вклучени во тежок облик на криминал. Над 30 милиарди од Република Македонија се сместени во странските банки на актуелни поранешни функционери, на бизнисмени, на тајкуни, олигарци, и тие пари не се во функција на развој на Македонија. Затоа ние сметаме дека можно да се 6 милиарди евра да се вратат во Македонија, да се вратат на граѓаните. Не во буџетот, се способна дека тој проект значи враќање на пари на граѓаните во каде што се вратат. Приведуваме и бројни други работи. Судската такса наместо 10.000 евра да изнесува за да се остави да се ДНР. Сакаме да укинеме радиодифузна такса, Македонската радио телевизија да биде сервис на граѓаните, сервис кој што се приведуваме бројно да ги намалиме парично кazни за 2000 администрацијата да почнува 7 часот и други работи кои што се за кои што не треба никакви бюџетски средства, само потребна добра волја. Значи сакам да завршам со тоа дека пред 2 години јас како председател на Демократскиот сојуз Јана Петровска на до се обаче се представиме силно на Никола Белински за тоа што се овде да биде реалноста, странски сили прислушуваат, а се знае дека прислушувањето вече за него малку и тој беше корисник на тие организации. Се протестираме на тоа да се понатаму да се држи неговите правила, аз уште повеќе граден став за корупцијата, за криминалот, треба да сносат сите за кои што полиција. Полицијата значи дека има силни информации за судот, да се дека државниот сакам да тоа беше силна потврда дека информациите за што се кријат дека тие разговори се разговорите се и дека за тоа мора да се политичка и политичка отговорност. 2 години се